Населението во Северна Македонија драматично старее. Младите исчезнуваат од државата, стари лица има се повеќе, а нема кој да се грижи за нив. На оваа тема, Радио Слободна Европа подготви опширен прилог. Оваа зграда во Кратово во минатото била градинка. Потоа било училиште. Во иднина ќе биде дом за стари лица. Како што старое населението, така се менувала и намената на некогашниот објект меѓу кратовчани познат како диспанзер. До 2007 година, кога работел како клон на постоичката градинка Царка Андреева, тука имало 300 деца. Сега се 120. Во 90-тите години низ овие ходници трчале ученици. Од 2007 година нивниот број нагло се намалил. Сега во Кратово има 510 основци, драстично помалку од 2007 година. По 2020-та зградата е празна. Ништо нема веќе другари, ни млади, ни стари. Ја може да кажу слободно, градот, да не речу 50% е празен, готово. Расфрланите книги, цртежи, маси и столчиња се неми сведоци на суровата реалност. Младите се иселуваат, во државава остануваат стари кои нема кој да ги згрижи. Пред да почне иселувањето беше жив град, сега е прилично малку празен. Недостасуваат младите. На сите недостасуваат. А за старци, градинки и училишта не се потребни. Затоа и општини кои никогаш немале домови за стари лица, сега бараат начини да ги отворат. Тоа го прави и општина Кратово. Поднеле барање до Светска банка, направиле основен проект за пренамена. Сега се во фаза кога треба да го добијат земјиштето под објектот на трајно користење и да ја обноват фасадата. Согласно проектот, капацитетот на објектот е 18 простории, да речем, со 35 луѓе ќе можат да бидат сместени, од кои 4 за лица со инвалидитет. Тука се предвидени сите оние простории што се предвидени согласно правилници за оваа намена, значи кујна, соба за доктори, за негуватели, соба за примање на терапија, соба за дневен престој и друго. Кога некогашната градинка ќе стане старски дом, зависи од парите и од процедурите. 20 на километри понатаму, во Пробиштип се опремува уште еден дом за стари лица. Се пренаменува дел од здравствениот дом Нада Михајлова, што последен пат се користел во времето на поранешна Југославија. 2 ката на 2600 квадратни метри, со двокреветни соби, со апартмани, со лифт. Градоначалникот очекува дека летово ќе ги прими првите станари. Сметам дека за само неколку дена ќе се исполни целиот капацитет. Нормално дека предност би имале граѓаните од Пробиштип, но доколку останат слободни места, дај Боже да останат, тогаш ќе може да се пружи помош и на соседните општини, односно на целиот регион. Во источниот регион, државен старски дом има само во Берово. Според пописот од 2021 година, во Северна Македонија има повеќе старо население над 65 години, отколку млади до 14 години. Таква е ситуацијата во 52 од вкупно 80 општини. Најмногу од нив се во источниот регион. Ги имаме надминато сите оние граници на возрастно население, односно тоа е население кое што е веќе во длабока демографска старост е нашата земја. Во иднина тој број уште повеќе ќе се зголеми и проекциите кои што се изработуваат за население до 2050 година покажуваат дека возраста на старост на населението во нашата земја ќе надмине 30% од населението да биде над 65 години. Според последниот извештај на Министерството за труд и социјална политика, во државава 45 установи згрижуваат 648 стари лица. Од нив 40 се приватни. Во 5 државни редовно има листи на чекање, оти цените се двојно пониски.